Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Драги пријатели, драги гледачи, поздрав од студијето на Адвентистичко радио Глас на надеж од Кавадарција. Започнуваме нашата дневна емисија Извор на надеж. Емисија која се емитува во вторник и во четврток со почеток во 9 часот. Денеска ќе започнеме ова наша емисија со мислата Христос, живиот извор од кој тече надеж. Христос не дојде на овој свет, почитувани пријатели, само да поучува или да лекува. Тој дојде на оваа земја да донесе живот, полнота, преобразување и да донесе надеж на изгубениот човек. Тоа е таа жива вода, како што писмото го опишува, од кој пие секој кој е жеден за мир, смисла и за надеж. Човекот може да бара надеж на многу места, во луѓе, во сила, во богатство, во успех, но вистинската надеж не се наоѓа секогаш во материјалното. Таа се раѓа кога душата ќе се сретне со Христос. Кога неговата љубов влегува во срцето, тогаш болката добива смисла, страдањето добива утеха, а животот нова насока. И еве го денешниот стих како водилка Јован 14:6. Јас сум патот, вистината и животот. Кога Христос е нашиот пат, тогаш надежта станува наш див, нешто што не држи, не води и не обновува. Нека и во овој ден, почитувани гледачи, Исус биде нашиот пат, нашата вистина и нашиот живот, односно извор на нашата надеж. Одеме сега да ја слушнеме молитвата Оче наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и простини ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Любов славна,
Парабола за работниците во лозјето. Третото кажување за страдањата. Синовите Заведееви. Борбата за првенство. Двајца слепци. Глава 20. Зашто Царството Небесно прилега на домакин кој излегол наутро рано да најми работници за своето лозје. Па, штом се погоди со работниците по динари на ден, ги прати во лозето свое. Потоа кога излезе околу третиот час и виде други како стојат на пазариштето без работа, им рече: одете и вие во моето лозје, па што е право ќе ви дадам. И тие отидоа. Пак излезе околу 6-тиот и 9-тиот час и направи исто. А околу 11-тиот час одново излезе и најде други како стојат без работа и им рече: зошто стоите тука цел ден без работа? Тие му одговорија: никој не повика. А тој им рече: одете во моето лозје и што е право ќе добиете. А кога се стемни, господарот на лозјето му рече на својот настојник: повикај ги работниците и плати им, почнувајќи од последните па до првите. И дојдените околу 11-тиот час добија по динарии. А кога дојдоа првите, помислија дека ќе примат повеќе, но и тие добија по динарии. И штом добија, негодуваа против господарот и велеа: оние последните работеа 1 час, а ти ги изедначи со нас, што ја претрпевме тегобата на денот и жегата. А тој им одговори и му рече на еден од нив: пријателе, не те онеправдувам, нели се погоди со мене за динарии? Земи си го своето и оди си. И на овој последниот сакам да му дадам колку и на тебе. Зар немам право да чинам со своето што сакам? Или ти е окото завидливо, оти сум добар? Така ќе бидат последните први, а првите последни, зашто мнозина се повикани, а малцина избрани. И кога се искачуваше Исус кон Ерусалим, ги зедена само 12 ученици и по патот им рече: ете, се искачуваме кон Ерусалим и Синот човечки ќе биде предаден на првосвештениците и книжниците и ќе го осудат на смрт. И ќе го предадат на незнабожците за да биде исмеан и биен и распнат. И на третиот ден ќе воскресне. Тогаш пристапи до него мајката на Заведеевите синови заедно со своите синови и клањајќи му се го молеше нешто. А он рече: што бараш? Таа му одговори: заповедај овие мои 2 сина да седнат при тебе, едниот од десно, а другиот од лево во твоето царство. Исус одговори и им рече: не знаете што барате. Можете ли да ја пиете чашата што ја пијам јас, или да се крстите со крштавањето со кое се крштевам јас? Тие му одговорија: можеме. И им рече: чашата моја ќе ја пиете и со крштавањето со кое се крштевам јас ќе се крстите. Но да се седи од мојата десна или лева страна, тоа не зависи од мене. Таму ќе седнат оние за кои е приготвено од мојот Отец. И 10 штом чуја, негодуваа против 20 браќа. Но Исус, кога ги повика, им рече: знаете дека кнезовите народни владеат над народите и управниците господарат над нив. Меѓу вас пак, нека не биде така. А кој меѓу вас сака да биде поголем, нека ви биде слуга. И кој сака меѓу вас да биде прв, нека ви биде слуга. Како што и Синот човечки не дојде да му служат, туку дојде да послужи и да ја даде душата своја за откуп на мнозина. И кога излегуваше од Ерихон, по него врвеше многу народ. И ете, 2 слепи седнати покрај патот, штом чуја дека минува Исус, извикаа и рекоа: помилуј не, Господи, сине Давидов. А народот им заповеда да молчат. Но тие уште посилно викаа и велеа: помилуј не, Господи, сине Давидов. Исус застана, ги повика и рече: што сакате да ви направам? Тие му одговорија: да ни се отварат очите наши. И Исус се смилува и се допре до нивните очи
И веднаш им прогледаа очите нивни, и тие тргнаа по него. Добар план за вашиот живот. Кога пасторот ја заврши проповедта под наслов "Зошто верувам во Исуса", во неговата канцеларија влезе убаво облечен човек кој рекол: "Кажете ми, ако Исус навистина живеел на ова земја, зошто тогаш историчарите не зборуваат за него?" Тоа е добро прашање, одговори проповедникот, додека се вртеше да дофати неколку книги од полицата. Постои цврст факт дека старите историчари доста зборувале за Исуса. Би сакал сам да се уверам во тоа, одговори младичот. Ова е 96 и 97 писмо, 10-та книга на писма на Плинije Помладиот, римскиот проконзул во Витинија, провинција на Стара Малазија. Плиний му пишувал на римскиот цар Трајан, известувајќи го за случувањата во својата провинција. Во овие писма тој бара совет како да постапи кон новата секта христијани. Пишува за нивниот брз раст и за тоа како му пеат химни на својот водач Христос. Плиний го испратил писмото околу 110-та година после Христа. Ова писмо нуди историски докази за тоа дека Христос навистина постоел и за ширењето на христијанството во времето на апостолите. Изненаден, младичот замолил: "Продолжете." Проповедникот продолжи прелистувајќи друга книга. Тацит исто така бил историчар и современик на Плиний. Тој во своите анали, книга 15:4 глава, зборува за омразата на Нерон кон христијаните и прогонствата во врска со пожарот во Рим. Тацит во нив објаснува дека името христијани доаѓа од името Христос. Тој спомнува дека Понтий Пилат, прокуратор на Јудеја за време на владењето на царот Тибери, дозволил да го погубат Исуса Христа, основачот на христијанството. Сите детали што ги наведува Тацит се во согласно со настаните имињата и местата што ги наоѓаме во Библијата. Не знев дека вакви податоци посед во светската историја, забележа посетителот. Добро запомнете дека околу 180 година по Христа Целс напишал книга во која го напаѓа христијанството и тврдува дека нивниот број со текот на времето толку порасла што требало да се позанимаваат со нив. Ако се уште се сомневате, не заборавајте дека Евангелијата се историски книги, додал пасторот. Младиот човек заминал уверен дека Исус Христос е вистинска личност и секуларните и религиските извори се согласуваат дека Исус живеел како човек на земјата, но за него можеме да дознаеме уште повеќе, почитувани. Број 1. Христос постои од вечноста. Според Библијата Исус не бил само добар човек, тој е и Бог. Еве што рекол Исус за својата божественост. Ако ме бевте познавале, ќе го познававте и мојот Отец, а од сега го познавате
и сте го виделе. Кој ме видел мене, го видел и Отецот. Јован 14 глава. Јас и Отецот сме едно. Јован 10:30. Ако сакате да знаете кој е Бог, гледайте го Исуса. Бог Отецот покажува иста љубов и грижа за секој поединец како Исус, додека бил отелотворен, тој го покажал за време на својот живот на земјата. Еве што пишува Јован за Исусовата божествена природа. Во почетокот беше Словото Христос и Словото беше во Бога и Словото беше Бог. Тој во почетокот беше во Бога, се стана преку Него и без Него ништо не стана од она што стана. И Словото стана тело и се всели меѓу нас, полно со благодат и вистина, и ние видовме Неговата слава, слава како на единороден од Отецот. Исус, Словото или речта, е Бог како и Отецот. Исус на почетокот бил со Бога. Тој создал се што постои. Колку долго постојат Бог, Отецот, Синот, колку долго. А за Синот, Твојот престол Божје е од вечни времења. Жезелот на правдата е жезел на царството Твое. Бог Отецот и Синот Исус Христос заедно постојат од вечноста. Исус за секогаш, од секогаш бил заедно со Отецот. Второ, Христос, центар на историјата на пророштвата. Тоа што Исус го прави, единствен е фактот дека неговата биографија била напишана пред неговото раѓање. Животот на Христос се исполнува на пророштвата. Знаеме дека Стариот Завет е завршен најмалку 250 години пред Христовото раѓање, зашто во тоа време настанала Септуагинтата, грчки превод на Стариот Завет. Затоа и не е чудо што учениците во времето на составувањето на 4 евангелија биле зачудени од тоа како пророштвата од Стариот Завет точно се исполниле во животот на нивниот учител. Секој што го чита внимателно Стариот Завет ќе забележи дека тој постојано го најавува доаѓањето на Месија. Кога Адам и Ева паднале во грев, Бог веднаш им ветил дека ќе испрати некој на нашиот свет кој ќе го победи сатаната. 1 Мојсеева 3:15. Писмото открива дека таа личност ќе биде Месија. Старозаветниот еврејски збор Месија, кој значи помазаник, одговара на грчкиот збор Христос, кој се употребува во Новиот Завет. Исус Христос е Месија. Ова е најважното тврдење на Новиот Завет. Иако живееле во период од 1500 до 500 година пред Христовото раѓање, старозаветните пророци изнеле точни пророштва за животот на Месија. Нивните пророштва ги предскажуваат местото на Христовото раѓање, неговото име, неговото животно дело. Тие ги открива деталите за неговото судење и случувањата во врска со неговата смрт. Во пророштвата стои дека тој на судењето нема да се брани, па дури и се наведуваат и некои зборови што ќе ги изговори во последните мигови од својот живот на земјата. Проречени се дури годината, денот и часот на неговата смрт и конечно мисијанските пророштва објавува дека по 3 дена ќе воскресне. Уште на самиот почеток од неговата служба на земјата, некои луѓе го споредуваат неговиот живот со старозаветните пророштва и еве што заклучиле. Го најдовме оној за кого пишува Мојсија во законот и пророците, Исуса, синот Јосифов од Назарет, Јован 1:45. Во своето прво јавно појавување нашиот Спасител се повикал на пророштвата за да го потврди својот идентитет. Откако го навел старозаветниот текст, тој изјавил: денес се исполни ова пророштво во вашите уши. Лука 4:21. Со кои зборови Исус набрзо по своето воскресение ги подсетил 20 своји следбеници на исполнувањето на пророштвата кои укажуваат на него. Еве што кажал. И тој им рече: о, неразумни спори во срце, за да верувате во се што рекле пророците, не требаше ли Христос да го претрпи тој да влезе во својата слава? И го почна од Мојсија и од сите пророци им претолкува што е пишано за него во целото писмо. Лука 24 глава. Исполнетите пророштва почитувани даваат убедливи докази дека Христос е ветениот Месија. Број 3. Исполнети пророштва за Христовиот живот. Ајде да разгледаме некои од тие старозаветни текстови и нивното исполнување во новозаветните извештаи за Христовиот живот. Старозаветното пророштво вели: но ти, Витлееме Ефратов, иако си најмал меѓу илјадниците јудици, од тебе ќе ни излезе оној кој ќе владее во Израел и чии потекли од почетокот на вечноста. Михеј 5:2.
Исполнувањето во Новиот Завет, еве го, а кога се роди Исус во Витлеем јудејски во времето кога царуваше Ирод, ете дојде во Ерусалим мудреци од исток. Матеј 2:1. Ке го роди девица, вели Библијата. Старозаветното пророштво вели, зашто самиот Господ ќе ви даде знак. Ете девица ќе зачне, ќе роди син и ќе му го дадат името Емануело, Бог со нас, Исаја 7:14. Исполнувањето во Новиот Завет. Јосиф е сине Давидов, не бој се да ја земеш Марија, својата жена, зашто зачнатото во неа е од Светиот Дух. Таа ќе роди син и ти ќе му го дадеш името Исус, зашто тој ќе го спаси својот народ од нивните греови. Матеј 1 глава 20-21. Да го видиме неговото потекло сега, потеклото на Исуса. Пророштвото вели, нема да се оддалечат од Јуда, ни царското жезло, ниту владетелската палка од кај неговите нозе, додека не дојде оној кој му припаѓа, кој ќе му се покорат народите. 1 Мојсеева 49:10. Исполнување во Новиот Завет. Затоа што е познато дека нашиот Господ произлезе од јудиното племе. Евреите 7:14. Исус ќе биде отфрлен. Пророштвото еве што вели. Беше презрен, отфрлен од луѓето. Исаја 53:3. Исполнување во Новиот Завет. Дојде кај своите, но своите не го примија. Јован 1:11. Да го видиме сега предавството на Исуса. Пророштвото вели, а и мојот пријател, во кого имав доверба, кој јадеше мој леб, ја крена петицата против мене. Псалом 41:9. Исполнувањето, да го видиме во Новиот Завет. Исус одговори, оно е на кого јас ќе му натопам залак и ќе му го дадам. И кога натопи залак и му го даде на Јуда Симонов Искариотски. Јован 13:26. Парите за кои е Исус продаден. Старозаветното пророштво вели, тогаш им реков, ако ви е добро тоа, дајте ми плата, ако не, не давајте. Добар план за вашиот живот. Тие ми ја одмерија платата 30 сребреници. Захарија 11:12. Исполнување. Тогаш еден од 12-мината, кој се вика Јуда Искариотски, отиде при првосвештениците и им рече, што ќе ми дадете за да ви го предадам? А те му предложија 30 сребреници. Матеј 26 глава 14-15. Страдањето на Исуса. Пророштвото вели, ми ги прободоа раците и нозите. Псалом 22:16. Исполнувањето, да го видиме во Новиот Завет. И кога дојдоа на местото наречено Черепница, Голгота, го расна таму него и злосторниците. Лука 23:33. Другите книги со така го опишуваат сликовито Исусовото распнување, Исусовото воскресение. Да го видиме сега и самиот текст за воскресението. Пророштвото вели, зашто нема да ја оставиш мојата душа во подземјето, ниту ќе дозволиш твојот светец да види гниење. Псалом 16:10. Да го видиме сега исполнувањето. Предвидувајќи за воскресението на Христа, рече, ниту беше оставен во подземјето, ниту телото му се распадна. Бог го воскресна овој Исус, за кој вие самите и ние сме сведоци. Дела 3 глава 31 стих. Целокупниот Христов живот, почитувани, го потврдува исполнувањето на библиските пророштва. Петер Стонер ја проверил со теоријата на веројатноста, можноста за појава на случајности во исполнувањето на овие пророштва. Од 60 клучни пророштва за Христос тој избрал 8. Еве што заклучил. Веројатноста некој човек да живеел во тоа време и во неговиот живот да се исполнат сите овие пророштва е 1 спрема 100 милиони. Постојат цврсти докази дека овие пророштва не се исполниле случајно во животот на Исуса. Надприродната сила однапред ја напишала неговата биографија, заклучува овој човек. Исус навистина е Месија, Божи син. Многумина од Исусовите ученици, почитувани во почетокот, се сумневале во неговите тврдења, но подосна цврсто верувале во него. Зошто? Затоа што увиделе дека старозаветните пророштва се исполнуваат во секој детај од неговиот живот. Така читаме за ученикот по име Аполос. Силно вели ги побиваше јудејците пред целиот народ, докажувајќи преку писмата дека Исус е Христос. Дела на апостолите 18:28. Ваквите заеднички сведочења на очевидците Петар, Јован, Лука и на другите не принудуваат сериозно да ги сватиме тврдењата на Исус дека тој е Божи син. 2 Петрова 1:16.
Лука 1:4, кога во молитва ќе ги испитаме доказите, може да донесеме одлука кој ќе биде господар на нашиот живот. Ако тоа не сте го сториле, дали сакате својот живот да го предадете во Христови раце? Понатаму, 4. Живот според Божиот план. Исус живел во хармонија со Божиот план, осмислен со векови пред неговото раѓање. Тој, знаејќи за тоа, секогаш бил свесен за Божјото водство. Во една прилика рекол: ништо не правам само од себе, туку да зборувам она што Отецот ме научи, зашто секогаш го вршам она што му е угодно на Бога. Јован 8:28. Како што го испланирал Исусовиот живот пред неговото раѓање на земјата, Бог има план за секој човечко суштество на оваа земја. Тој знае дека секој од нас може да ги исполни своите животни копнежи, да ја пронајде полнотата на животот. Еден млад човек по име Реј не бил секогаш сигурен дека сака да се подчини на Божјиот план. Длабоко во себе размислувал вака: ако Бог навистина го води мојот живот, можеби ќе завршам во Црна Африка. Но кога требало да го одбере училиштето во кој ќе оди, решил прв пат во животот да го побара Божјото водство. Се молил неколку дена и очекувал да добие одговор на своите молитви. По некое време му станало јасно дека постојат добри причини да се определи за голем и поевтин универзитет. Се двоумил, но сепак се запишал. Набрзо, по почетокот на предавањата, се запознал со група своји пријатели, ревностни христијани. Неговото искуство од дружењето со нив во текот на следните 2 години во целост го изменило неговиот живот. Неколку години подоцна се соочил со друга голема одлука: дали да остане уште една година во Јапонија како учител или да се врати во својот град. Повторно решил да побара Божје водство и Бог му дал неколку добри причини поради кои требало да остане. На почетокот од втората година на престојот, сосема неочекувано добил можност да снима филм за евангелизирањето. Тоа било негова долгогодишна желба, а сега му се чинило дека Бог ја реализира на начин на кој најмалку очекувал. Кога ќе се сврти назад, Реј гледа дека Бог секогаш му е отварал вратата. Кога да се соочувал со некој животно прашање, и тој давал решение и го водел. Во согласно со таквото сознание ги напишал следниве зборови: Господи, ако имаш уште некој план со мене, те молам, кажи ми. Како можеме да знаеме, почитувани, кој е Божјиот план за нашиот живот? Бог не води на различити начини. Првин, преку Библијата. Која книга според зборовите на псалмистот е сигурен водач во нашиот живот? Еве што вели Давид: Твоето слово е светилник на нозете мои и светлина за патеката моја. Што можеме да научиме од изјавата на апостол Павле за животните искуства на библиските личности? Еве што пишува: сето тоа им се случуваше да служи како пример, а беше запишано нам за опомена до кој стигна крајот на вековите. 1 Коринтјаните 10:11. Божјиот збор го обнова нашиот ум, ги изострува нашите ставови, вели Светото писмо. Наместо својот прст да го ставите случајно врз некој библиски текст за да ја дознаете Божјата волја, обидете се да го следите Божјиот ум, истражувајќи ги бројните библиски текстови во целата Божја реч. Редовното проучување на Светото писмо е најдобриот начин за донесување исправни одлуки во животот. Второ, преку провидението. Бог не води со своето провидение, односно преку околностите со кои управува тој. Псалом 23 го опишува како добар пастир кој го води своето стадо на богати пасишта и стрмни клисори. Бог може да ни помогне да учиме од нашите животни искуства, кои така ни стануваат благослов. Ние имаме пастир кој цврсто стои до нас и кога ни е најтешко. Број 3. Преку непосредна и жива комуникација со нашето срце. Бог не води, почитувани, на тој начин што изборува на нашата совест. Апостол Павле потврдува дека Бог го води верникот ако испитува се, па дури и Божјиот добар план за нашиот живот. Тој вели дека Духот може да ги избистри очите на вашето срце, Ефесјаните 1:18. Во една од следните лекции која зборува за молитвата, ќе дознаеме дека молитвата ни овозможува непосредно да разговараме со Бога. Колку повеќе време минуваме редовно
разговарајќи со Бога преку молитва, толку подобро тој ќе може да не води. Тој ги обликува нашите ставови, нашиот начин на размислување и расудување и на тој начин појасно го гледаме следниот чекор што треба да го направиме. Број 5. Потребно е усогласување. Често ни се чини дека живееме во согласно со Божите упатства, но всушност ние ги следиме само своите лични склоности или интереси или чувства. Библијата ни укажува на ова стапица. Некој пат му се чини прав на човекот, а на крајот води кон смрт. Мудри изреки 16:25. Нашите чувства мораат да бидат усогласени со учењето на Библијата. Всушност, не можеме да тврдиме дека Бог не води ако сите три горе спомнати водичи не действуваат усогласено. Да земеме пример од животот на Јанко. Имал прекрасна сопруга и 2 деца, но влегол во врска со друга жена. Како може да се усогласи неговото однесување со библискиот став за 7-та заповед? Еден ден им рекол на своите пријатели: се молев за тоа и чувствувам дека тоа е Божја волја. Било очигледно дека чувствата и внатрешното убедување го одвеле по погрешен пат. Се убедил сами од себе си дека провидението му е испратило другата жена и затоа не го преиспитал својот став во светлината на библиското учење. Библиската заповед против прелюбата и советите за мажите да ги почитуваат своите жени можела многу брзо да го запознат Јанко со ужасните последици што ќе произлезат од неговиот таков живот и дека тој всушност го следи својот нагон, а не Божето провидение. Како можеме да ја провериме исправноста на одлуките во животот? Еве што пишува: покрај законот, покрај сведоштвата, ако не зборуваат според ова слово, нема светлина во нив, вели пророк Исаја 8:20. Библијата, законот и сведоштвата се нашиот единствен судија и сигурен водич во животот. Не смееме да дозволиме впечатоците и народните срекни околности да не оддалечат од темелните начела на Библијата. Број 6. Да се покориме на Божјиот план. Кога дошол во пустината да го искуша Исуса, ѓаволот ја искушувал неговата покорност на Бога. Дали Исус заради остварувањето на својата цел повеќе ќе сака да ги примени методите на овој свет или безусловно ќе се покори на волјата на Отецот? Сатаната му предлагал: ако се откажеш од жртвата, како што испланира твојот Отец, цел свет ќе го ставам на твоја дланка. Слава, среќа и удобен живот. Сатаната дури го цитирал писмото со желба да го прелаже Христа, но Исус секој пат го одбивал со зборовите: напишано е. Покорност на Божјата волја, тоа е највлијателната одлука што можеме да ја научиме од Христовиот живот. Во смртната борба во Гециманија Исус извикал: татко мој, ако е можно, нека ме одмине ова чаша, но не како што јас сакам, туку како ти. По 3 години совршено усогласен живот со Божјиот план, последните зборови, Христови зборови биле: се сврши. Јован 19:30. Исус сушност рекол: мојот живот што Бог го планирал, сега исполнет и завршен. Кога ќе го слушате Божјиот глас, кој од неговата реч, Библијата, хармонично допира до вас и се обраќате на вашата совест, можете да научите како да го прифатите неговото водство со цело срце. На тој начин можете да ја искусите радоста на добриот, насочениот живот, живот под Божје водство. Според Римјаните 6:23, што е Божји дар? Како Христос овозможил уништување на злото. Дали го прифаќате Божјиот милостив повик да управува со вашиот живот како што управувал со Христовиот живот на ова земја? Еве што вели писмото: татко мој, ти благодарам што го испрати Исуса на овој свет да го победи сатаната. Ти благодарам, Исусе, што доброволно дојде да ме спасиш од моите греови и да ми ја откриеш полнотата на животот. Твојата љубов го придвижува и грее моето срце. Татко, сакам да ме водиш во мојот живот како што го водеше мојот Спасител. Те молам, дојди и биди Господар на моето срце и на мојот ум. Се ова те молам во Христово име. Vrát se
држам Библија, света книга најмилата, зборува за народи, историја. Господ не повикува, заштитува, прославува, за секој да го слави. Халелуја, 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 О, каква среќа владе, штом ке му се предадеш, Бог да биде твоја десница и сила. Но зошто срце мамливо, а окото ненаситно, заборава да пее. Халелуја, 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 Народи, застанете, збор на живот слушнете. Гледајте ја Голгота, нема таква победа, вечна љубов за секој неизмерна. Исус е наш спасител, искупител и пријател, и вечно ке се слави. Халелуја, 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 Додевме до крајот на ова наша емисија. Почитувани гледачи, пред да се одјавиме, би сакал уште еднаш да ви ја понудам Библијата, бесплатно Свето писмо, Нови Завет и Стари Завет, секако комплетно Свето писмо на македонски јазик. Доколку сакате да имате оваа книга во ваш посет, пишете ни слободно на нашиот дежурен телефон 077-819-828 и ќе ја добиете Библијата на вашата домашна адреса. Доколку сакате подлабоко да изучувате Библијата, ви нудиме бесплатен курс bibliјатазборова.mk. Значи, тоа е онлайн. Слободно напишете bibliјатазборова.mk и ќе навлезете во самата суштина на дописаната библиска школа. Но да ја видиме сега и самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата,
Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве на крајот, почитувани гледачи, и од ова наша денешна емисија, утринска програма Извор на надеж, емисија која се емитува во вторник и во четврток. Ви благодарам на вашето внимание, на вашето присуство преку малите екрани што не следивте, споделете ова емисија, бидејќи се наоѓа на нашиот YouTube канал Адвентистичко радио Глас на надежта. Ви посакувам убав и благословен ден и се гледаме повторно, ако Бог даде живот и здравје во наредната емисија. А до тогаш останете со здравје. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, Извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.